Упад во медиуми, нападнати новинари. Еснавските здруженија реагираат. Дали има опит за замолкнување на критичката мисла? Ова е само старт на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Оние личности кои што ние ги сметаме за највисоката власт, оние кои што треба да не заштитуваат нас, се однесуваат на едно толку ниско ниво. Морам да именувам господјата Иванка, ни рече, ете, прашајте ги колку пари сакаат. Населување на мигранти. Реалност или ширите параноја и ксенофобија? Најмалку треба да биде прашање на ширење на ксенофобијата, заради тоа што таа човечка емпатија треба да биде клучна во моменти кога ево прашање миграцијата. Господин Тацовски, стравувате дека ќе завршите на обвинителна клупа? Немам од што да се плашам во ниту еден момент. Висок криминал многу ретко се гони кај нас. Или и да се поведе судска постапка и да се покрене обвинение, тоа некако заглавува во лавиринтите на судскиот систем. Зошто К15 стана трн во око за политичките елити? Затоа што го соочуваше народот со вистината. И ние искрено не веруваме во позиција и опозиција, веруваме дека они сите заедно работат против народот. Настани која одбележа оваа недела. Упад во медиум, напад врз новинари. Одржана анкетна комисија за родителите на жртвите од Кочанската трагедија. А дента и кога се одржа собраниската седница за родителите на жртвите од Кочанската трагедија. Премиерот Мицковски излезе со став. Празниците се ближат, да зборуваме за убави работи, а не за измислени теми. Ова изјава на премиерот помалку беше симптоматична, можеби несрекна. Особено во околностите во кои државата се наоѓа подолг период. Она што остави впечаток на собраниската седница, поточно на анкетната комисија, се обраќањата на дел од учесниците, особено на помладиот кадар, на помладите луѓе, на невладиниот сектор. Кој е следен? Анастасија Павловска беше една од девојките и присутните на анкетната комисија, која одржа лекција на политичарите. Добре дојде во емисијата. Ви благодарам на поканата. Павловска, кои се вашите први впечатоци по одржаната седница, анкетна седница, на која родителите на жртвите се соочија со пратениците? Првите впечатоци е дека оваа анкетна комисија нема да допринесе кон спроведување на правдата која што овие родители ја бараат, бидејќи видовме голема несериозност, незаинтересираност од страна на пратениците. Не личеше само како уште една процедура која што е бирократија, која што мора да се помине и за јавноста да биде срекна, но јавноста нема да биде срекна, бидејќи нема да искочи правда од оваа комисија. Дали на државниот врв му беше важно да се појави, да ги види родителите, да ги сослуша и толку? Значи, првично мислам дека им беше битно да бидат видени од страна на јавноста дека се присутни на таа анкетна комисија, но не им беше битно навистина да ги слушаат родителите и навистина да размислат длабоко и во себе и да си ја најдат човечноста за да можат да сочувствуваат со овие личности, со родителите, а и понатаму нели да действуваат за да има политичка одговорност за оваа трагедија, а не несреќа. Ја пропуштија ли политичките елити шансата да им подадат искрена рака на родителите на загинатите? Значи, Они ја промашија оваа шанса уште пред 9 месеци, бидејќи навистина е срамота 9 месеци да треба да чекаат родителите, за да имаат средба лице в лице со сите овие политичари, особено представничката од ВМРО која што се обрати, она ги повика во незиниот кабинет да се соберат, затоа ја побара паузата која што ете во јавност искочи како срамно барање. Значи, они имаат 9 месеци за да реагираат, да се соочат со родителите. Сега веќе мислиме, ние како иницијатива сметаме дека навистина доцна било каква реакција која што има. Дали впечатокот вие дека владееше или преовладуваше индиферентноста, безсрамноста, безчувствителноста кон овие родители?
на вистина владееше. Значи јас десно од мене беа седнати представници од сите политички структури, значи не сакам да извадам ниту еден како позитивен пример кој што би можела да кажеме. Нула емоција имаше. Нула. Особено знаеме дека и дел од тие политичари се обвинети од јавноста и за други трагедии, за модуларната, за Бесатранс и за непостапувањето и за тие случаеви. Значи, јас цело време ги посматрав, апсолутно нула емоција покажа. Сега не знам дали е тоа некаков тренинг кој што они го добиваат, ама кога ќе видите вие, јас кога и да сум со родителите, например, бидејќи ние многу често сме со родителите од куќани, ја не можам да останам рамнодушна. Ја не знам како овие луѓе успеаат да останат рамнодушни на се што им беше кажано од страна на родителите. Каде се изгуби човечноста, емпатијата, солидарноста? Мислам дека сега збориме специфично за нашите политичари, мислам дека парите и мукта која што корупцијата која што владее навистина им влијае врз тоа каква човечност покажуваат они. Значи, мислам дека веќе човечноста ја гледаат низ призма на тоа што можам јас да добиам од оваа личност, од оваа ситуација. Ја не мислам дека нив им беше толку битно целата трагедија што се случи и како влијаеше врз судбината на сите родители, на сите нас загрижени сограѓани, туку на нив само им беше битно дека ова им ја наруши кампањата. Што мислите, зошто беше побарана оставка од претседателот на владата Христијан Мицковски? Бидејќи секој политичар мора да сноси морална и политичка одговорност кога во негово владење се случува ваква огромна трагедија, која што е резултат на институционални пропусти. Зошто во Македонија изостанува моралот, етиката? Повторно ќе се вратиме на тоа, јас мислам дека и ние како народ заборавивме дека ние имаме должност да се бориме, нашите политичари, нашите народни избраници да бидат морални и да се придржуваат до етичките вредности кои што еве ние сите како нормални луѓе си ги практикуваме меѓусебно, но еве гледаме дека во највисоката власт во оваа држава апсолутно не постојат тие вредности. Дали оваа анкетна комисија за жртвите, за родителите на жртвите од Кочанската катастрофа, всушност беше само парада во која и едните и другите, и власта и опозицијата се обидува да си ја префрлат топката едни кон други за вината и за генерално системските пропусти. Не говорам само за оваа катастрофа, туку и генерално за она што ни се случува во изминативе години. Апсолутно тоа беше случајот, значи навистина прво почна седницата нели со еден вид на препукување од страна на представничката од ВМРО према представникот од Левица кој што е претседател на комисијата, понатаму во нивните излагања, значи на сите представници, повторно ќе кажам, од сите политички партии, беа политички говори, не беа насочени точно према темата за која што бевме собрани, односно барањата на родителите, бидејќи имаше спомнување на етникум, на промена на јазикот, на сите претходни случаеви кои што земале оваа држава и ја завиле во црно, и навистина само се изгуби еден фокус и ние кои што бевме дојдени како гости, како наблюдувачи, не ни беше јасно зашто е оваа анкетна комисија. Значи, навистина беше еден хаос, еден циркус кој што јас не можам да го заборавам и навистина каде да одам ќе зборувам за ова, бидејќи беше шокирачки за мене како оние личности кои што ние ги сметаме за највисоката власт, оние кои што треба да не заштитуваат нас, се однесуваат на едно толку ниско ниво. Значи, првично нит ги отпоздравија самите родители како што влегуваа, никој не ги ни погледна во очи овие родители. Они само кога искочија да зборат на микрофон, тогаш тек им се свртија на родителите, им се обратија. Претходно немаа храброст никој од нив да ги погледнат. Зошто? Што мислите? Затоа што знаат вината каде лежи. Знаат дека вината е во нив. Не им е чиста совеста? Не им е чиста совеста, навистина. Посебно бидејќи по завршувањето на седницата, господјата Иванка се зема за права да натргне на страна нас од иницијативата кој е следен и да проба да ни се објасни зашто она завземала таков став. Ама паралелно додека зборуваше,
повторно се инкриминираше, односно се инкриминираше сопствената партија, бидејќи викаше, па ја не можам да одговарам за овој, јас не можам да одговарам за оној, ние како партија да може да побараме они да одговараат пред Конгрес, пред пред јавноста, но сепак ние мора да покажеме дека сме заедно во едно вакво време. И сега, кога некој ќе ти каже директно такво нешто, навистина не е јасно колку е часот во оваа држава. Односно, дека политичките структури навистина ќе се заштитуваат меѓусебно и ние искрено не веруваме во позиција и опозиција, веруваме дека они сите заедно работат против народот. Дали македонското водство сака на некој начин да ги принуди родителите на загинатите млади да добијат конкретно одговор каква финансиска компензација треба да добијат и сакаат да добијат? Да. И со тоа да се спасат од секаква друга одговорност. Да. Мислам дека тој наратив кој што го буткате навистина мрачен и навистина не знам од каде, од каква човечна страна може некој да разговара на таков начин, бидејќи повторно морам да именувам господјата Иванка, ни рече, ете, прашајте ги колку пари сакаат. Кога одиме од таков момент, од таква мисла дека родителите ги бараат тие пари, овие родители имаат огромни трошоци, бидејќи голем дел од нив имаат и деца кои што преживеале. Голем дел од нив не можат веќе да одат на работа, ете јас сум психолог, можам да кажам дека едно вакво искуство навистина може да те спречи во извршување на наједноставни секојдневни функции. И сега нормално дека родителите ќе бараат финансиска помош како што имало и за претходните трагедии, и нормално дека мора да се даде соодветно. Ама вие кога ќе прашат исто како премиерот со неговата изјава колку чини животот на твоето дете. Тоа е навистина навредливо и повторно го врти наративот дека родителите ја бараат правдата само за да видат пари, а тоа не е вистина. Родителите ја бараат правдата бидејќи они немаат за што друго да живеат освен да се изборат за правда за децата кои што ги изгубија. Настрана анкетната комисија паралелно се одвива и судски процес. Сметате дека вистината и правдата ќе излезат на виденина, на што инсистираат пред се родителите? Веруваме дека во судскиот процес уште од самиот почеток има веќе некои недоследности, има навистина првично да го видиме обвинителниот акт и ја не сум правник, нема да навлагам во таа работа, но сите правници го критикуваат, сите адвокати, сите од таа фела го критикуваат самиот обвинителен акт. Еве сега и по разрешувањето на јавниот обвинител Куцевски може да видиме дека ова е процес кој што намерно се развлекува, кој што намерно е направен да биде комплициран за целата јавност да не може да следи. Ние имавме обид неколку пати да добиеме информации директно од рочиштето, имаше и еден наш представник обид да влезе на самите рочишта, но не беше, нормално беше спречен. Едноставно се гледа дека ова е судски процес кој што е наменет само за јавноста, ова е судски процес кој што не има за цел да изводи вистината и да ги казни вистинските луѓе. Бидејќи не може да ми каже некој, не може на никој да ни каже тука дека една година откако оваа политичка структура е на власт и откако има своји директори во сите овие институции кои што биле директно инволвирани во самата трагедија, никој да не биде обвинет. Дека сите и една од мајките имаше иста реакција. Кога Иванка отиде да ја убеди дека треба да се тргнат на страна за оно да им збори против Апасиев, она им кажа: моето дете не умре пред 20 години, не умре пред 4 години, моето дете умре оваа година, кога вие сте на власт. Така да навистина ни личи само дека ќе има некои пресуди кои што нема да бидат задоволителни за никој вклучен, освен за оние кои што имале вината, успеале да се спасат. Ние затоа имаме нашата иницијатива, мотото ве гледаме. Дека јавноста ги гледа, ние младите веќе не планираме да толерираме ништо од ова. Ние разбираме дека повозрасните израснати се во поразличен систем, каде што притисокот од некои повисоки структури е побитен.
Но јас искрено сега кога бев соочена во собрание со највисоките структури во нашата земја, јас сватев дека ние младите имаме многу поголем капацитет и интелектуален и човечки капацитет и навистина ќе се избориме за правда. Еве, ова е една од најсилните моќи кои што ние ги имаме, е тоа што ние нема да заборавиме. Ние моментално живееме во систем кој што работи ние да заборавиме. Затоа ние константно сме бомбардирани со најразлични црни вести. Нашава држава стана само една црна хроника. И тоа работи системот ние да заборавиме. Ама ние како група решаваме дека нема да заборавиме, родителите нема да заборават, најблиските на родителите нема да заборават, преживеаните нема да заборават и се надевам дека и сите медиуми нема да заборават и константно ќе агитираме и 20 години да трае овој процес. Сите, значи апсолутно сите без исклучок ќе завршат во затвор или пак ќе добијат соодветната казна која што заслужуваат. Благодарам што дојдовте во тренинг. Анастасија Павловска од иницијативата Кој е следен, джингл, и во студиото влегува Оливер Спасовски, координатор на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и поранешен екс-министер за внатрешни работи.